Јас погрешно направив. Иако знаев дека минатото кај тебе побудува трауми, не требаше да се појавувам пред твоите очи. Што зборуваш, бе ти? Каква врска има моето минато со твојот Валкан и никаков живот? Извини, Берен. Нема потреба од извинување. Ти не направи ништо. Добро е. Најдобро е јас да си одам. Можно е цела фирма да дојде овде. Ќе се видиме после, Берен. Нема да се гледате, Назим. Како што стоиш подалеку од фирмата, така ќе стоиш подалеку од неа. Али ти навистина си многу љубоморен. Нема да се расправам со тебе овде. Зошто си толку многу нападен ти? Назим навистина е во право. Ти навистина имаш проблем со минатото. Берен, очигледно ти нема да ме послушаш во врска со Назим. Ако некој од фамилијата биде повреден, ти ќе бидеш виновник за тоа. Тоа се последните цвеќиња што некогаш ги купил. Не си давај лажна надеж за Назим и да мислиш дека тој е внимателен. Али јас не сум мало дете кој што може секој да го излаже со едно цвеќе. Џунет, јас веќе треба да одам. Газдата многу ми се лути кога доцнам. Колата на мојот газда е овде, ако доцнеш ќе те однесам со таа кола. Џунет. Нели имаше нешто што требаше да ми го донесеш? Ти текнува ли? Ама па ми имаше ветено, јас планирав да го носам на свадбата на другарка ми. Ти го донесов. Можно е ти да посакаш јас да не ти го донесам? Та-да-да-дам. И како? Многу е убаво. Ти се допадна ли? Па тогаш може да го видиме и на твојот врат. Дојди. Одлично. Многу убаво, ти стои, знаеш? Ти благодарам. Дојди. Сега сакам да ти кажам нешто јас тебе. Требаше да зборуваш со татко, ти го направи тоа? Несрин, јас веќе сакам да се венчам со тебе. Ме разбираш ли? Не сакам веќе, доста ми е вака на пауза скришна да се гледам со тебе. И јас многу сакам да се венчаме. Го знаеш тоа. За да можеме да се земеме, треба прво малку пари да собереме. И плюс татко ми има 1 тон долгови. Јас се уште му помагам него. И пак го имате Джемда? Нека помогне и тој малку. Леле, Џунет, те молам нема да ми зборуваш како да не го знаеш какво ѓубре е Джем. Тој не е баш така како што изгледа од надвор. Ни скршен денар не му дава на татко ми. Добро, Џунет, ајде не ја мурти фацата. Се има свој време, знаеш. Како и да еден ден ќе се венчаме. Џунет, ти излезе ли? Здраво, здраво. Да е здрав и жив газдата си ја повлеча жалбата. Многу сум радосен. Ти благодарам. Кога слушнавме што ти се случи, многу ни падна жал. Село мало знаеме колку си добро и праведно дете. Тоа е, бебато, што да се прави. Се случи веќе. Готово е, тоа е. Немој така, Џунет, тоа е се поради Несрин. После смртта на татко и со мајка и си отиде од овде. Джем сам остана овде. Добро, знаеш каде имаат отидено? Имате некоја информација? Син ми ги видел како се качуваат во некоја луксузна кола. И после тоа никој повеќе не ги видел. Јас не му кажав ни на Джем. Си викам да не отвориме некоја белја на глава на детето.
Токму како што очекував. Во ред, бато, ти благодарам, ме чека мајка ми, одам јас. Во ред? Ајде се гледаме. Ти благодарам, чао, чао. Повели Фарук? Не, немам излезено се уште. Имав некои работи да завршам по дома, ама... Еве, за кратко доаѓам во фирмата. Еве, Селда до мене, ќе ја пренесам. Кој е тоа? На зошто да не, и јас многу сакам да се запознам со господјата, да. Да разговарам со Селда и ќе ти јавам. Искрено и мајка ми е тука, не знам, може би имаат некои планови и затоа за сега не можам да ти потврдам за сигурно. Се гледаме. Фарук беше? Да, не кани на вечера овој викенд кај него. Јас се не сакам да одам, ти може да одиш со мајка ти. Селда, јас навистина не разбирам зошто се спротиставуваш. Човекот дојде кај нас дома и сега најкултурно не кани на вечера како за возврат и тоа е се. Не те разбирам зошто го правиш ова, навистина. Ти кога не сакаш да дојдеш кај Хандан, јас се не инсистирам. Зошто ти сега ме форсираш мене? Селда, добро, истото ли е ова сега? Хандан ни е како дел од семејството и скоро секој ден е овде кај нас. А Фарук е мој пријател од професионален план. И ако сега му ја одбиеме ова покана, ќе мисли дека повеќе не сакаме да се дружиме со него. Па се разбира, јас не сакам да се дружам. Селда, те молам, немој да правиш вакви непотребни работи. Размисли, се разбира и спрема Хасан сум многу засрамен. Немој истото да го направиме и со Фарук сега. Јас нема да ја одбијам оваа покана, само да знаеш. Мамо, зошто се расправаш со татко ми за глупости? Ти не се мешај туба, те молам. Добро бе, мамо. Тоа е една најобична вечера, зошто го нервираш татко ми толку? Туба, јас сум многу уморна и не сакам да се расправам повеќе. Мамо, јас не знам ти дали си свесна, но татко ми веќе нема трпение околу твоите непотребни ставови. Прво бев тмурна и принципиална, а сега сум и човек со непотребни ставови. Навистина многу убав ден. Јас воопшто не реков дека си тмурна. Во ред, Кирко не ми рече тмурна. Цело утро ме критикуваш за нешто, навистина. Многу ти благодарам. Благодарам за се. Ти кажав дека не ја сакам таа жена во мојата куќа. И јас ти кажав дека ова е моја куќа, Зехра. Сега ја поканив Селда и низината фамилија на вечера. И ти ќе ги примиш на најдобар можен начин. Ако и овој пат се обидеш да направиш некоја глупост, нема да биде воопшто добро за тебе. Пак ќе те затворам во болница за душевни болести. И овој пат нема да дозволам да излезеш од таму. И јас те трпам тебе само заради бурак. Иземи си ја терапијата, инаку не се поднесуваш. Сакаш со терапија да ме успеваш мене, нели? Ти си еден огромен гад. Добро бе, ти со која храброст разговараш вака со мене? Нема да разговараш вака со мене. Глупава жена. Никако не успеа да научиш како што треба. Ама ќе дојде ден кога и ти ќе станеш човек. Господја Зехра, Губи се од тука! Губи се! Гадни едни! Знам дека секој мој чекор го пријавувате кај Фарук. Губи ми се! Јас не можам да одам таму. Не можам да одам во таа болница. Ако треба ќе умрам. Ало? Тето, Селим? ако си слободно, сакам да дојдам. Да, секако дојди. Дојди, Селим. Добро, имам ја едно судење за неколку сати би бил кај тебе. Во ред, да чекам во ред. Туба, немој ни еден збор повеќе да си кажала. За да не се кажеш во иднина, треба многу внимателно да ме слушаш. Нема да кажеш ниту збор, ниту во врска со таткото, ниту пак во врска со мене. Ова не е твоја работа. И зошто јас треба да разговарам за мојот брак со децата? Мислам, ако татко ви планира после толку време да ми сврти грб, негова работа. колку што можам да разберам, бракот со Керим повеќе не ти е толку важен. Мамо, и кажав на Туба, јас не сакам да разговарам за мојот брак. Ова не е нешто што треба да се зборува на секаде.
тогаш немој ти да зборуваш на секаде колку што те држи гласот. Низ цела куќа ечи твојот глас. Ова однесување ваше нема никогаш да се смени, нели? Ќе продолжите да се однесувате како да имате мало дете пред вас и да го укорувате. Тоа значи дека и тој спроти мене воопшто не се менува што и јас останувам со истото однесување. Бабо, и така не сте во добри односи, не почнувајте пак со војна, ве молам. Керко моја, јас не сум водела војна со никого во мојот живот. Мерием, ние вечерва, за вечера ќе бидеме кај Хандан. Дали може да одиш кај Емине за помош? Сега таа сама нема да може да постигне, да не им биде незгодно пред господјата Султан. Ке дојде ли господинот Керим? Не, тој не доаѓа, ќе остане дома. Во ред. Да спремам нешто за него и одмак излезам. Во ред. Ипек, ти внимавај на господинот Керим, добра? Во ред, господја. Одлично, вечерва куќата ке е мирна и ти ке можеш со мирна глава да си учиш. И јас планирав така да направам. Тето Меријам, не може ли да Емине сама да среди? Денес е твојата омилена серија. Остани дома со мирна глава, гледај си ја. Ама ни пек. Само вечерата нека помине како што треба, јас не сакам ни серија ни ништо. А зошто би имало проблем? Господјата Султан и господјата Ханда не се поднесуваат баш. Ако има нешто што фали, господјата Султан сигурно ќе и префрали нешто на господјата Хандан. Бога ми така и делува. Малку е таква. Умрев, леле, што али што ќе беа тоа леден тон за пеглање сите пастелнини, сите гаки. Можеш да си замислиш? Искрено, ти си млада, пеглањето треба ти да го правиш. Кога треба и јас пеглам. Очигледно дека не си пеглала штом се насобрало толку. Господја Фатма, немој да се жалиш од работа. Јас работам според работниот план на тетка Меријам. Ти се заморуваш бидејќи ги правиш работите и на керка ти. Леле, добро, аман. Се покаев што кажав. Керко несрино тоа што сакали излегува надвор. Трча по еден тон работи. А тебе што ќе ти се случи ако помогнеш малку? Да не ќе ти се залепат рацете? И јас правам еден тон работи. А секако ти и керка ти не правите ништо друго освен да измислувате работи за мене. Зошто јас да ви помогнам? Добра, ајде, замолчајде. Еј, кај го донесе моабетот? Јас сум крива што воопшто ти кажувам вакви работи. Господја Меријам, како ја средувавте целата работа пред ние да дојде? Па се разбира дека не правев ништо сама, доаѓаше на помош жена од агенција. И секако дека во куќата скоро ништо не се пеглаше. Ете, гледаш те убаво, тогаш и сега така да правиме. Фатма, секако поголем дел од облеката ја праќаме на хемиско чистење. И добро знаеш дека нема да ни речат кога имаме толку многу жени на помош по дома да ангажираме некој од надвор. Ако не можете да постигнете со работа, тогаш не излегувајте толку често, така велат. Некако не е срен само да барате дозвола и да излегувате надвор. Џунајд, ај, веднаш те пуштиле, синко. Ај, душо Мамичка. моја. Злато на мама. Адвокатот не ми кажа дека денес веднаш ќе излезеш, да знаев, ќе дојдев да те пречекам. Ме што знам, се излезе некако многу брзо, а и јас не знаев искрено. Ајде, влегувај внатре, одмори се, влези. Веднаш да те спремам за јадење, синко, влези, легни. Мама, гледам дека ти не се изненади многу, така? Ти да не ја реши работава, мама? Ама како бе, мама, од каде најде толку пари, не разбирам. Ќе ти кажам, ама нема да ми се лутиш. Во ред? Да не зема кредит? Каков кредит, бе, синко? Која банка мене ќе ми даде кредит? Земав пари од лихвари и му ги дадов на твојот бивш газда. Леле, заради мене, што не ви се случи, бе, не ми се верува. Добро дошо, нема врска, Господ само здравие тебе да ти даде, инаку што се пари, ќе работиме, сите ќе се исплатиме. Прости ми, мамо.
Прости ми те, молам. Нема врска, синко. Ајде сега ти влези внатре, одмори се малку, јас да ти спремам нешто. Јас имам една работа да ја завршам и веднаш ќе се вратам, може? Каква работа, синко, само што Мамо, дојде. имам една мала кратка работа, ќе се вратам веднаш вечерва. Џунејд, никако. Мамо, нема да направам никаква глупост, верувам и ти велам за кратко ќе дојдам. Во ред, ајде. Ајде се гледаме. Добро, така нека биде. Јас мислев дека ти само сонуваш. Овие работи се случуваат на филм. Ајде да речеме ќе облечеш некоја секси пижама и ќе се појавиш пред него, а што ако човекот те укори дека си облечена така, што ќе правиш? Добро бе, од каде знаеш? Може би ќе биде и сосем обратното. Може би ќе ме примети и ќе почне да ми се додворува. Имате одличен живот. Се ви е поружено таму. Што е тоа што те тера да ги правиш овие работи? Затоа што сакам да живеам некој убав живот. Па добро, ама ако се трудиш да излажеш некој човек, колку татко ти нема да можеш да живееш како човек. Ама зошто цело време ме критикуваш мене? Ми ги осудуваш сите постапки. И колку пати ти кажав тебе, човекот е несреќен. Кога тогаш ќе се разведе од жена му? И плюс нема да заборавам какви работи ми направи неговата жена. Гајле ми прави што сакаш. И јас не те осудувам. Само те предупредувам бидејќи знам дека потоа ќе се каеш. Па добро де. И јас ќе се земам до тогаш колку што можам да земам, а после тоа ќе си одам. Таа работа може да не е толку лесна. Што ако човекот се залепи? Здраво, здраво. Каде одиме, господине? До Бейкос, мајсторе. Тето, секако сестрата не памти ништо. Сел да ќе оди да разговара со неа, ама не може да најде ништо. Па не мора да значи. Може и ќе се сети. Во право си ти, јас не знам. Паметот на жената де оди де се враќа. Селим, јас сакам да ја видам таа жена. Видите то, ај прво да се договориме. Јас тебе ќе ти давам информации и ти ќе стоиш подалеку од ова. Не смееш да се мешаш во оваа работа. Ќе ми ветиш мене. Али повеќе не сакам никогаш да го видам тој човек околу куќата, само да знаеш. Во ред? Во ред, чичко. Секако за кратко ќе разговарам со Нестрин и ќе соберам информации. Планирам да одам денес и да разговарам со него. Ти ако сакаш, можеш и воопшто да не се заморуваш. Пријави го во полиција и готово. Прво да разговараме со човекот. Ако директно го пријавиме во полиција, може да го предизвикаме па да направи глупост. Полицијата и така ќе го задржи кратко неколку часа. А тоа не е некое решение за нас. Добро, во ред, ама и ти биди внимателен. Човек што кинапира девојче без нејзина дозвола може да биде многу опасен човек. Очигледно бил многу заљубен. Керим, Повели Хасан. долго време те чекам. На асистентката си кажал дека ќе дојдеш доцна. А ти мене ли ме чекаше? Не разбрав искрено. Па нели денеска ќе одевме да го видиме плацот што го купив за новата куќа? Леле, јас целосно го изумив тоа, извини, навистина. Требаше да ми јавиш и да ми кажеш што е. Па да, искрено ќе те барав, но кога асистентката ми кажа дека мајка ти е тука, не сакав да те вознемирува. Остави, не прашувај. Еден од вработените има некои проблеми и јас го викнав Али да ми помогне за тоа и во таа гужва тотално сум изумил за ова. За добро нека е. Ќерката на Хикмет, она, ја знаеш, човекот што сакал да се венча со неа постојано се шетал околу куќата наша. Јас искрено сум многу вознемирен заради тоа и мислам дека може да наштети нешто и на нив и на нашите. Тоа нели е девојчето што пред некој ден го видов? Токму тоа, да. Тоа девојче е многу убаво. Искрено не ми изненадува што човекот не сака да ја остави. Ајде, нема врска. Али, после твојот разговор со човекот ќе одлучиме што ќе правиме, во ред, сине? Во ред, чичко. Се гледаме, бато Хасан. Се гледаме, Али. Али, уште нешто извини. Минатата недела нели се запозна со господинот Фарук кај нас? Па нека ни на вечера и сака и ти и Шуле да бидете заедно таму. Ние да не доаѓаме, чичко. И секако Шуле овој период не е многу во Истанбул. Во ред? Ако Шуле е овде, ќе дојдете заедно. Ако не, можеш ти и сам да дојдеш, се разбира. Ке видам. Другар, види, баш ме заинтересира сега. Абе, Хасан,
Не е тој дека само ја следи девојката, како зборуваш така? Зборуваш како да е момче на девојчето, така звучиш. Така ми изгледа тоа што ми го кажавте. Не изгледа така. Добро, Керим, не се лути. Абе, Хасан, види, секако сум многу нервозен, немој ти да ме нервираш дополнително, те молам. А зошто си нервозен ти? Селда не сака да дојде на вечерата кај што не покани Фарук. А што има лошо во тоа? Како бе што има лошо во тоа? Селда овој период многу почна да се занесува, да бидам искрен. Се гледат со луѓе само таа што сака да се гледа. Освен, тие луѓе постојано се труди да се тргне и самата себе си, ама и мене да ме тргне од целата моја околина. Добро, да не и се допаднал човекот. На Селда се разбира, никој не и се допаѓа. И Али кога прв пат го донесов дома, на детето низ нос му извади се. Кога наполни 18 со бегање избега од нашата куќа. Истото го прави и со фамилијата на Хикмет во моментов. Мајка ми си отиде од дома само заради сите незини епизоди што ги има. Верувај ми да не се внуците буквално нема да стапне преку таа врата кај нас дома мајка ми. Добро бе, Керим. Смири се, која знае во добри односи со свекрвата. Абе, како да се смирам, кажи ми? Селда постојано се труди да биде безпрекорна и сите оние луѓе што не се како неа ги критикува, постојано само истото. Ти се разведуваш од жената и ова е проблем за неа. Нема право толку да се меша во приватниот живот на луѓето. И не можам да издржам повеќе сите овие незини глупости до овде ми се веќе. Прв пат слушам дека зборуваш вакви работи во врска со Селда. А знаеш што забележувам последно време? Селда со години живее како некоја жена што тажи за нешто, постојано истото. Само за среќавање со здруженијето излегува од дома, постојано носи некои црни, сериозни облеки, темни. И освен незината фамилија не сака со никој друг да се гледа во животот. И целото ова незино однесување и цел овој притисок со години од незина страна многу ме гуши веќе, не можам. Зашто ја затвори? Ништо посебно, решавав тестови. Продолжи да решаваш, да земам нешто ладно за пиење, ќе излезам. Ке ви дадев јас. Не бе, па ти гледај си работата, јас ќе се земам. Каде тетка Миријам? Пред малку излезе. Отиде кај вашата тетка за подготовките за вечерата. А каде се другите? Господја Фатма, тука некаде, а Несрин излезе надвор. Ајде седни. И, како е за приемен испит, се спремаш? Не можеш да најдеш тука да е толку мирно. Во целиот овој хаос сигурно немаш многу прилики да учиш. Учам навечер. Нели успеа да се запишеш минатата година? Не успеав да се запишам таму каде што сакам, но сигурна сум дека оваа година ќе успеам. Супер. И што сакаш да студираш? Политички науки. Политички науки ли? Кога ми рече дека не си успеала да се запишеш, мислев нешто медицина, фармација. Добро е да кажи ми, сама ли сакаше да одбереш оваа професија или ја одбра само дека е многу популарна? Не се бира професија затоа што е популарна. Јас уште од детството имам некој интерес кон политиката. Разбирам. Имам прочитано една книга која ја раскажува за тоа колку е различен надворешниот изглед на луѓето со нивниот внатрешен свет. Ме потсети сега на таа книга. Не треба да им судиме на луѓето по она што им се случува во животот или пак по нивниот надворешен изглед. Очигледно и ти си ја читала книгата. Да, Мадона облечена во бунда. Една другарка од училиште ми кажа дека ја купила, дека ја била мода, но после била досадна, па јас ја грабнав од рака. Ај, такво нешто има, нели? Книга што е во мода. Господја Султан побара кафе, јас имам работа. Направи го ти. Во ред. Какво го пие кафето? Баба ми го пие кафето со малку шеќер. Гледам многу блиски пријателки сте станале. Тето, те молам, имај малку трпение. Ако немаш трпение, не можеме да го добиеме тоа што го сакаме. И те молам, немој да ти текне некаде да се појавиш пред Селда. И да се сретнеме, нема да се сети. Таа не ни знаеше дека после неа јас сум венчана со Фарук. Од кога мајка и татко ми избегаа, од ова мало се преселија. И од тогаш ја немам видено. Ама тие продолжија да се гледаат со титин Фарук и после тоа? Да, продолжија. Но секако кога после тоа најде некој побогат и го остави Фарук, таа е неморална жена како што беше мајка ѝ. Тето, ти со години си го уништи животот заради оваа жена.
Те молам остави на мене. Ќе направам се што можам за да ја најдам ќерката на Селда. Затоа што сакам да ја повредиш таа жена. Може тогаш ќе земеш малку здив. Душо. Јас не видов никаков Гердан и никој ништо ми нема дадено, ме разбирате ли? Джунет е во право. Ако не го најдеме тој Гердан, јас со мои раце ќе ве пријавам во полиција. Бидете паметни и вие ако е ке вас Герданот. Господине, извинете, но искрено јас од сето ова разбирам дека вашиот вработен извршил кражба. Јас нема да имам никаква милост, Несрин. Ало? Ипек, ти си ќерко? Да, господине. Ипек, ќе може да провери сум го заборавил паричникот во една плава папка во работната соба, ќе бидам дома за 5 минути, те молам. Оди провери. Во ред, веднаш ќе проверам. Емине, спреми ја убаво таа маса да не фали ништо. Ако треба, благото нарачете го од надвор. Ако се обрукам пред таа жена, има да те убијам. Не грижете се, господју Ханда, нема да има никаков проблем. Се разбери да Миријам ќе дојде. Баш убаво, тоа е најдобро затоа што знаеш што сака Султан. Јас сега одам во мојата соба, синоќа не спиев. И ти биди Тивка. Тивко работете, во ред ли? Во ред, господју Хандан. Имаме еден тон нарачки, што ако го слушне гласот, кој ќе доаѓаат? Леле, ајде да Миријам дојде. Кого барате, господина? Јас сакав Несрин да ја видам. Таа тука ли е, кажете ми? Ти благодарам, Керко. Леле, баш ми е жал, Ипек, од кога си почната да работиш тука, сите погледи се свртени кон тебе. Не ти смета мене ли? Искрено, на почетокот бидејќи не ја знаев причината ми беше неизгодна, но после тоа господинот Керим ми образложи причината. Што ти кажа Керим на тебе, Керко? Дека се загледувал во мене затоа што личам на неговата сестра и дека поради тоа не треба да се вознамирувам. Навистина многу ме вознамирува тоа што е околу мене. Зошто? Се чувствувам како да ја гледам Севим во младоста пред мене. Ова мене многу ме вознамирува. Немој ова да му го кажуваш на татко ми, во ред ли? Може да избрека од работа само ради тоа што те вознамирува тебе. Нека и најде некоја работа во фирмата. Девојчето заради незиниот очив е приморено да работи некоја работа каде што ќе може да спие. Затоа тетка Меријам прифати да е во иста соба со неа. А каков проблем имала? Па искрено не знам точно, но штом не сака да живее со очивот во иста куќа, очигледно дека проблемот е сериозен. И плюс се спрема за приемен испит.
Мислам дека ова девојче на мене ми буди некоја грижа на совест. Секој момент кога ја гледам и текнува како и свртев грб на ќерка ми. Додека нема никој да се напиеме по една чаша чај. Нема никој? Мерием отиде кај госпоѓата Ханда. А Ипек не знам каде се шета таму некаде околу собите. А ти што направи со работата со документите? Ај, мамо, не успев да ги завршам ти работи, а треба и заедно да одиме прво да ги извадиме личните карти. Господинот Керим сака да ве види. Зарем е дома господинот? Да, си ги заборавил документите и се врати. Ве чека вас во салонот. Добро. Во ред, ајде, мамо. Джунейт? Не знаевме дека имате уште некој роднина, освен Джем. Роднина ли? Да, ние се сретнавме со господинот пред врата и ми кажа дека ви бил роднина, така рече. Добро да знам дека одамна се немаме видено, ама не треба така како во бунило да ме гледате, нели така, тетка Фатма? Едно добре дојде, нема да ми речете? Да. Добре дојде, Джунейд. Добре дојде. Ипек, ќерко, ќе може од мојата соба да ми ги донесеш документите и паричникот? Имаш ли место каде да останеш ти, Джунейд? Не, немам, господине. Тогаш ние да не ги вознемируваме повеќе господинот Керим и неговата фамилија. Да излеземе во дворот. Ти благодарам, Ипек. Мамо, излегувам, јас ќе се видиме. Се гледаме, синко, а ирлија работа. Благодарам. Дојди, мамо, Джунейт. Ајде бе, синко, дојди наваму. А што прави мајка ти? Ајде, кажи ми, Джунейт. Мајка ти добра е. А што да прави? Се мачи. Пак почна да чисти по куќи, тоа е. Овде има нешто многу чудно. Роднини, ама очигледно не се сакаат еден со друг. Боже. И двете премногу се изненадија. Изгледаше како да има некаков проблем меѓу нив. Па, господја Несрин, дојде времето да се пресметаме. Джунейт, смири се, те молам. Што да се смирувам, бе, јас? Заради овој гердан јас во затвор бев. Мајка ми заради тебе се задолжи кај лихвари, како да сум смирен, кажи ми, а? Хајде, мрдни. Ај, Господе Боже, што е ова, што ни се случува на нас, што овој ни фалеше да дојде? Кој беше тоа? И двете бевте како ѓавол да сте видела. Изгледа е некој роднина што не го сакате. Што ти е, Гајлен? Тебе ли треба да ти објаснувам? Ајде, оди таму, гледај си работата и немој да провоцираш. Провоцирање ли? Јас ли?
Абе, нели ме гледаш дека сте како сум многу напната, не знам главата кај ме е, тргне ми се да не те се истурам сега тебе. Ај, господе, што ќе правиме ние, бе, уф. Па уште и без срам го носиш тој гердан се уште е на вратот. Добро бе, каков човек си ти, кажи ми? А? Абе, девојче ме прати во затвор заради овој гердан што го носиш на вратот уште без срам, после целото тоа го носиш на врат, сериозно? Џунејд, јас бев многу исплашена. Мислев дека и мене ќе ме пратат во затвор. Ке мислат дека заедно сме ја направиле кражбата. Чекај, ти се шегуваш ли со мене, бе, ало? А кога дадеш овој гердан, девојче, ништо немаше да се случи, ни полиција, ни ништо. Џунејд, знаеш колку те сакам тебе, зошто вака правиш сега? Не знам искрено. Не знам јас колку ти тоа ме сакаш мене. Ако ти ме сакаше мене, ќе ме пратеше ли во затвор, кажи ми? Бе, има да те убијам, верувај ми. На тој твој газда ќе му раскажам се едно по едно. Сите ќе дознаат какво гадно суштество си ти, каков крадец си ти. Дали сум јас? Џунејд, те молам, види, во оваа куќа работиме како слугинки, ако дознаат нема да имаме каде да одиме, ќе не избркаат. Кому му е гајле тоа, бе? Кога бе во затвор, тебе ти беше ли гајле, кажи ми? Абе, верувај ми дека ќе те убијам, јас толку сум лут. Џунејд, вработените во оваа куќа гледаат како кон мене, те молам, ќе може да се смириш? Несрин. Несрин, се е во ред? Се е во ред, Мехмет, нема никаков проблем, фала. Џунејд, те молам оди сега, јас ќе дојдам специјално и ќе разговараме. Се ќе ти раскажам, само ти те молам не кажувај на никого. За ова што ми го направи ќе платиш и тоа многу ќе платиш. Добро бе, за ова ли ме прати во затвор, а? Бе, господе, гром да те удри. Дај ми го телефонот веднаш. Дај ми го телефонот, реков! Врти на овој број. Слушај, само ако видам дека си направила некаква глупост, само ако слушнам нешто. Зејнеп, треба да разговарам со тебе. Држи се подалеку од мене. Абе, 2 минути како човек ќе разговарам, знаеш. Што има да разговараме јас и ти? Што веќе знаеш и куќата на Несрин, што има да разговараме? Овие луѓе овде нека ми бидат сведоци. Ќе одам и се ќе му раскажам на татко ти. Ќе му кажам дека овде онде секаде си со Џем. Се ќе му кажам. А сега прекини и слушај мене. Ти со тоа што ме застануваш мене тука пред сите овие оговарачи, му праќаш шабер на татко ми, така? Ајде, ако сакаш, оди. Оди. Што сакаш, кажи му. Слободно кажи му. Остави ме, бе, остави ме. Добро, бе, сослушај ме. Сослушај ме за момент. Оди, зборувај со Несрин. Не ми се јавува мене. Пренеси ги сите работи што ти ги кажувам јас, инаку нема да дозволам да живееш овде. Абе, да не си будала, ти остави ми ја раката. Ајде, немој да викаш, не викај. Погледни ме. Во колот имаше многу пари и многу важни документи. Кажи и Нејзе, веднаш да ми ги донесе документите, инаку има таа куќа да ја превртам наглава. Ме разбрали? Барам човек по име Акиф. Се врткал околу чеджилницава. Здраво! Здраво, јас сум Зејнеп. Јас сум другарка на Несрин, пред некој ден ви има видено во кафуле. Доста ти! Што се случува? Што ти е гајле тебе? Гледај си ја ти твојата работа. Очигледно го вознемируваш девојчето. Епа, господин, ова е мој регион. Тука можам да правам што си сакам. Па да, се гледа дека ти си петелот на овој реон. Ако го барате оној Акиф, што ја вознемирува Несрин, на право место сте. Еве го, овој манијак е. Јас ти реков да запреш. Оп, смири се малку. Не ти е срам да вознемируваш девојчиња што се на години на твоите деца? Тоа не се девојчиња како што ти знаеш, бре. Јас многу добро ги познавам нив. Јас мислам ти да се оддалечиш. Јас и господинот Акиф треба да разговараме нешто. Зејнеп, има да ми платиш за ова.
Повели, Ти си многу јак маж. Зошто се замараш, а? еј, зборувај како човек. Немој овде си дошол да ми солиш мене памет. Ако си дошол за Несрин, Да, за Нестерин дојдов. Како можеш ти некого да пресилуваш да биде со тебе? Фамилијата планираше да те пријави, ама Нестерин дојде и ни рече дека те знае и дека си сакал да ја присилиш да се венча со тебе. И сакавме прво да разговараме. а ти изгледа си адвокатот на фамилијата. Не. Јас сум одговорен за безбедноста. Нерани мајковци како тебе ги држам подалеку од нив. Што зборуваш ти бе? Ој, ало. Господа, зарем не е срамота вака насред улица да се копрчите еден на друг повелете? Пите еден чај внатре, хајде. Што ќе правиме, Несрин? Како не најде нас Джунит? Што ќе правиме сега? Смири Што се, ќе... мамо. Го прашав, ама не ми кажа ништо, мислам, не ми одговори ништо. Види, ако продолжиш вака да се однесуваш, сите ќе се посомневаат. Те молам, смири се сега. Да, ама пред малку Джунит дојде тука, Несрин, како можеш да си така смирена? Абе, не сум смирена ни ништо, мамо. Едва се држам и да не избегам од оваа куќа, ама Джунет е многу гневен и јас искрено не знам што ќе правам. Што ќе правиме? Несрин, што ќе правиме? Чекајте, молам, дај ми една минута мене. Види, морам да бидам внимателна да не забележат Мерием и Ипек. Ќе разговарам со Джунет и ќе се потрудам да го убедам и него, само ти однесувај се нормално. Како? Што ќе му речеш? Абе, Несрин, како ќе го убедиш? Детето поради тебе влезе во затвор, Несрин, танове да си одиме од тука пред да се обрукаме, те молам. Мамо, дај бе застани. Дај смири се малку, јас ќе разговарам со Джунет и според тоа ќе одлучиме дали ќе одиме или не, добро? Добро. Повели Хандан, душа. Подготвувам извештај за активностите на Сдруженијето и ме интересира што ќе ми кажеш. Ти што направи? Успеа си да средиш? Доаѓаме заедно со децата и господја Султан, да знаеш. Ако е толку итно, тогаш во ред ќе дојдам веднаш. Добро, во ред доаѓам, ајде во ред, добро. Ќе дојдам, ајде. Добро. Мамо, дојди. Дојди, седни тука ти. Седни. Леле, бе, овлеле, што ќе правиме? Да ти направам еден чај тебе. Ти сега се трудиш да ме смириш мене, те разбирам и тебе, но кажи ми, Кирко, како јас да се смирам? Јас навистина не можам да поверувам како си ти толку смирена, не ми се верува. Мамо, што очекуваш да направам? Јас сега не сум во ситуација во која што би смела да паничам. Јас ќе се потрудам да средам се, ти само биди смирена. Како да се смирам, Несрин, што ќе правиш, како ќе правиш, што е тоа што можеш да го направиш? Зейнеп ме бара. Молам, Зейнеп. Да, имаше документи во колата, ама не видов за што се. Добро во ред. Многу ти благодарам, ајде. Што се случи? Мамо, овој пат го фатив Акиф за опашка. Несрин, Кирко, ти сакаш да ме побудалиш мене? Кирко, нашиот проблем не е Акиф, нас најголем проблем не е Джунейд. Абе, мамо, и Акиф е проблем за нас исто колку што и Джунейд. Знаеш ли што рече Зейнеп? Акиф ја фатил на сред улица и рекол дека имал во колата некои многу битни документи да му ги однесам барем тие. Барем за еден од нив имаме нешто во нашите раце. Да, во право си. Тогаш ајде оди ти, оди. Ајде не стои тука, може ќе најдеш нешто, ќе му дадеш и ќе се откачат од нас. Ајде, Кирко, ајде брзо оди. Каков чај бе? Имам итна потреба од пари. Нели рече дека си почнал да работиш побаре од Тој газата? пари ми дава по завршената работа. Јас немам пари. Знаеш дека не одам веќе толку често на работа. Немој да ме мафташ. Ти сигурно имаш нешто на страна. Мора да направам уплата итно вечер. Очигледно е дека ти имаш пак некој долг од коцка, но да имав пари, зошто да не ти дадам? Ти кажувам Мори, дека немој да немам. ме мафташ. Оди донеси ми се што имаш. Ти кажувам дека немам пари, да имам, зошто да не ти ги дадам? Баш напротив, веднаш би ти ги дала, не за друго, за мене да ми е мирна главата. Гледам 3 дена те немам удрено ептен уста да ти се отвори. Ако немаш ти побаре од ќерка ти. Додека таа мајка ти е тука, таа не може таму да си седи и сама да си ужива во парите. Нема да го досалам ова, ајше.
Нема да барам јас од Ипек. Никогаш нема да барам. И после ова нема да чистам по куќи и нема ни да те ранам тебе. Ове тие богати жени доаѓаат и ти нудат работа на тебе, а ти демек бираш работа. Тогаш ќе ја продадеме оваа куќа. Никогаш нема да продадам оваа куќа. Ти кажав на тебе оваа куќа е Ипек. Не, ова е моја куќа. Јас ја заслужив со тоа што 2 години трпам жена како тебе да биде покрај мене. И без да ти ја земам нема да можеш да се спасиш. Тоа е Хазим, последна станица, не е смрт. Ништо повеќе нема од тоа, ама ти кажав не те ранам повеќе. Ќе видиш ти кој ќе си оди од оваа куќа, а кој ќе остане тука? Да си одиш покрај таа керка ти што многу ја сакаш. Ајде бега тука. Мрди! Ајде бега тука. Остави ме. Мрш! Остави ме. Бегај ма. Остави ме, ти реков, остави ме. Бега од тука, Остави ама ме. ми се. Не, јас Мрди остави се. ме. Отвори ја вратата, отвори, Хазим, отвори. Отвори, велам, отвори. Отвори, ти велам, Хазим. Ова се странски имиња. А ова се документи за виза. Значи тоа прави овој Акиф. Ги лаже луѓето дека ќе ги изнесе надвор од државата. Искрено многу ме интересира што ќе ми кажеш. Заради тебе, госпоѓа Султан, ме подбра вчера. Многу било срамота тоа што одиме од дома. Колку досадна жена е, значи на човек му се смачува од неа на вистина. Така е. Да не најде нешто во врска со Ипек, заради тоа сакаше насомо со мене да разговараш. Не бе, Селда. Зарем ти мислиш дека те лажав кога ти реков дека се преселија надвор од државата? Добро, се надевам само ете. Селда, на вистина толку многу зборуваш на оваа тема што почнав и јас да се вознемирувам, на вистина. Некој ден некој ќе не слушне додека зборуваме, на вистина, не знам што ќе се случи тогаш. Добро, ајде Ханда, не должи, кажи што имаш да кажеш, ајде кажувај. Емине извлекла нешто од Фатма. Изгледа, Герданот не е на Несрин како што мислеше и ти. Ова директно го кажала, не ми се верува. Не можам да верувам. Па не го кажала директно. Емине гледала на кафе на Фатма и Фатма раскажала се. И секако Емине продолжила со Герданот и овај рекла дека нејзиниот син не го видел Герданот. Па добро, ама ова не значи дека Герданот не е нејзин. Како тоа не значи? Па ти нели ми кажа дека Несрин ти рекла дека од кога знае за себе си тој Гердан е со неа? Нели живееле во иста куќа? Зарем овој Гердан да бил во таа куќа? Тој немал ли да успее да го види досега? Ти знаеш што значи ова, така? Селда, многу ми е жал, но ова е многу сомнителна ситуација, а зетот воопшто не даде убаво објаснување за ова. Па ете има друга жена. Се надевам дека не е како што мислиме ние, но сега така изгледа, Селда. Сакаш уште една? Толку доволно е. Ќе возам автомобил. Мислам и ти да не пиеш. Ако продолжиш вака, нема да можеш да возиш. Ќе се качам во такси и ќе си заминам одавде. И мајка ти е дома, ќе те мислат сите сега, еј. Во моментов сите се кај Хандан на вечера и затоа на никој нема да му текне на мене. Чичко, ти кериме во канцеларија. Се напи неколку чашки алкохол. Добро би било ако не го оставиш сам. На кого пишуваш, кажи ми? Им пишав дома да не ме чекаат, дека прво ќе те оставам тебе. Немој да тресеш глупостите, молам. Девојчето е дома и те чека на јадење. Што ти реков, ќе се качам во такси и ќе си заминам? Те знам јас каков инеец си ти, те знам многу добро. Кој ли дојде во ова време во фирмава, не разбирам. Влези! Ми кажаа дека си тука и дојдов само да те поздравам. Еве го овој, мојот највреден работник овде. Нема рано, доцна, постојано работи. Дојди.
Зошто не учиш во твојата соба? За кратко треба да спремам вечера за господинот Керим. Па добро, еве јас сум тука. Оди ти учи си како човек. На вистина ли ќе средиш ли? Секако дека ќе средам. Јас од време на време може да нервирам малку, ама не сум до толку лош човек. Сите имаме добри и лоши страни, Несрин. Најбитно е да можеме да се контролираме за да не повредиме никого. Добро, ама еве да те прашам тебе нешто, например. Што ако некој заслужува да биде повреден? И тогаш ли мислиш дека треба да се контролираме? Мајка ми е како ангел, Несрин. Во животот нема сгазено ни на мравка. Но нејзиниот маж и го уништи животот. Таа го живее пеколот на овој свет. И дали сега таа треба тоа да му го направи? Или треба да чека правда? Чекање на правда е нешто што го прават само глупите. Секако дека и таа треба да му врати на тој човек. Види, Пек, ако на овој свет не се избориш за себе си на секаков начин, тогаш нема да можеш да си дел од играта. Или, наместо да го повредиш, можеш да си отидеш. Тебе ништо нема да те разликува ако го направиш истото на тој што те повредил. О, види, навистина не знаев дека имаш и ваква некоја филозофска страна. Немој одма така да се нервираш, Душо, не. Се шегувам со тебе, ти кажувам само како размислувам. Ајде сега ти оди, додека е вака мирно учи си ти. Сите овие сега ќе дојдат наеднаш како армија некоја. Ајде. Конечно малку се смири околинава. Зетот го разбирам, но сина многу ме повреди. Хандан нема на што да се лутиш. Детето сигурно не дојде затоа што си мислел дека ќе му здосади со толку жени. Ке се напиете уште еден чај? Да, секако нека биде малку полесен. Нека ти се позлатат рацете, сите јадења бе На здравје, прекрасни. нека ви е. Мерием тука ли е се уште? Да се разбира тука. Во ред. Мама, татко ми дома требаше да вечера? Не знам. Јас пред да излеземе се видов со него, ми кажа дека доцна ќе се врати. Епа добро, одлично, тогаш може касно да седиме. Јас не можам да седам до сабајле. Не е секој како тебе млад и расположен, Хандан Душо. Мама, тетка Мерија ме кажа дека ќе нарачаме библиотека за мојата соба. Во ред, Душо, како што ветивме, ќе го направиме. Одамна ми ветивте дека ќе ја добијам, но никако се одложи работата. Леле, туба воопшто ли не ти здосадија книгите? Јас мислам дека и ти треба да читаш. Верувај ми, многу добро ќе ти дојде. Мамо, нели е срамота малку сега? Не, Душо, јас сум навикната господјата Султан вака да се однесува со мене. Извинете, морам да се јавам. Ало, Джем? Не, тама работа не ме вознамируваш воопшто. Прости ми, не можев да ти посветам време. Немав прилика за тоа. Господја Хандан, извинете, вака ве замарам и јас, но и јас сум во тешка ситуација. Инаку не би се јавил во ова време. Важи. Ке се видиме тогаш. Пријатно. Многу ви благодарам. Добра ноќ. Пријатно. Нема шанси. Не, јас не издржувам веќе тука. Ајде, Джем, стани, да средиме, ако не ќе помине барем време.
Господе Боже. Идам. Што е? Ајде, добро вечер. Зарно нека е Джем, може да влезам. Повели, брате. Пријателе, какво ова живење? Остави го ти тоа сега. Кажи зошто си овде. Акив ме прати. Мислев може би сакаш да знаеш. Што? Несрин била во куќата на директорот на татко ти. Поточно насекаде се зборувало дека му е швалерка. Господе Боже, зарем дојде тука во ниедно време да ме лажеш? Човекот си има жена. Абре, какво лажење, тебе човек ни добрина да ти направи. Акив слушнал од сигурно место. Праша ја изедне па го сакаш. Бато Акив рече, ова е работа на чест и рече дека мора да знаеш. Каде остана овој човек? Да не се откажа во последна минута, потиде во колата на Хандан. Колата на Али. Ти благодарам што ме донесе, сине. Ајде, оди ти сега. Таман работа, чичко. Ако сакаш до горе да те носам. Не. До тука ме донесе, не сум алкохоличар, јас престани. Во ред, Ајде, чичко. се гледаме. Се гледаме. Очигледно е пијан. Не требаше да пијам толку. Среќа што Али беше во фирмата. Селда? Јас сум Несрин. Јас дојдов да ве прашам да не случајно ви треба нешто.